Благодарам, почитувам председавач. Околу потребата за носење на овој закон, кој се носи четврти пат, односно четврти пат се интервенира во овој закон со продолжување на рокот и се поставува прашањето дали имаме потреба од овој закон или овој закон едноставно треба да се преуреди. Ќе бидам крајно саркастичен, крајно да го вулгаризирам законот, затоа што можеби подобро е да предложите законот да важи до траењето на мандатот на СДСМ. И на тој начин ќе се можеби спасиме од потребата од пето продолжување, шесто продолжување и така натаму. И ова законско решение кое е предложено ќе претрпи измени, веќе се најавија амандмани и од предлагачите, затоа што законот е поднесен на 28.7.2022 година. Денес сме 26.10.2020 година. Законот е во редовна постапка и во најдобар можен рок овој закон ќе иде на пленарна на 11 месец. Со оглед на тоа што ќе има и второ читање, ќе има и амандмани, веќе ги најави предлагачот, се поставува прашањето за депласирање на роковите, односно во законот се предвидува законот да трае, односно луѓето кои сакаат да регистрираат вакви возила од категориите О1, О2 и Л. Во законското решение е предвидено тоа да трае до 31.12.2020 година. Така што го читав јас законот, апсолутно е непременлив и добро е што еден од предлагачите, господинот Панчо Минов, рече дека ќе следуваат амандмански интервенции на законот, затоа што законот едноставно вака предложен нема смисла. Едноставно прашање е дали ќе можеме до 12 месец да го донесеме законот, а и во самиот закон има некои рокови кои дополнително го пролонгираат крајниот исход од легализација на едно вакво возило, тогаш законот би бил непредметлив, односно би немал никаква вредност ако не се интервенира законски со амандмани. Зошто се пролонгира рокот? Очигледно дека вакви возила се уште има во оптек и со оглед на тоа што рокот се пролонгира неколку наврати, односно 3 пати до сега, ова е четврто пролонгирање, се поставува прашањето што може да биде во позадина на цела оваа проблематика. Може да биде недоволно информираност на граѓаните кои немаат сознање што работи собранието. Едноставно, овој закон не стигнал до нив. Тоа е најрационалното објаснување, односно најблагото објаснување. Друго објаснување е немањето желба на овие граѓани, на овие лица кои имаат вакви нелегализирани возила да применат овој закон. И тоа што е многу опасно, а не е регулирано во законот, што јас ќе инсистирам да и од наша страна интервенираме амандмански, да не се злоупотребува ова законско решение. Во која смисла? Ние носиме закон за пролонгирање на рокот, меѓутоа сега поставам прашање што ако некој од последното пролонгирање до денес намерно, свесно, тенденциозно земал такви машини и едноставно сега со ова пролонгирање сака да ги стави во оптек. Значи си прави бизнис, тоа што знаел или предпоставувал дека ќе има четврто и пето пролонгирање на овој закон на роковите и едноставно може да си направи и добар бизнис. Уште повеќе во контекст на ова и тоа што е индиција и од Министерството за внатрешни работи, што некои граѓани, односно Министерството има индиција дека вакви машини се носат во делови, се склупуваат и понатаму се наоѓаат во употреба во Република Македонија и сега едноставно со законот ќе се легализираат. Поприлично несериозно. Прилично несериозно
се носат вакви закони за легализација на нешто што е нелегално. Меѓутоа, тие закони мора да имаат некоја смисла. Во еден момент, едноставно, парламентот одлучува, носи закон, сме парламентарна демократија и некоја нелегална појава сакаме да ја регулираме во државата. Било тоа да дивоградба, нелегализирани возила, како во ситуацијава и нешто трето. Меѓутоа, за да имаат смисла овие закони, тоа продолжување на рокови мора да има некоја крајна точка. Во спротивно, се враќам на мојот сарказам да донесеме член и да ставиме ова да трае неограничено. Значи, секој да може да си набави нелегализирано возило, да си го легализира и тогаш ќе бидат тие најсреќните. Не, тогаш ќе биде оштетена државата. Тогаш нема да се плаќаат царини, нема да се плаќаат даноци, нема да имаме возила кои ги исполнуваат техничките критериуми, кои понатаму и текако можат да влијаат во севкупниот живот на државата. Не се загрозува само животот на луѓето и кои ќе ги раководат тие, кои ќе ги управуват тие возила, се загрозуват и нечии други животи и така натаму, ако тоа се технички неисправни возила. Затоа овие работи треба да ги сватиме со целосна сериозност. Да, во еден момент да се регулира некоја работа, меѓутоа ова веќе поминува некои нормални граници, четврти пат продолжување на рок, продолжување со амандмани уште за една година, едноставно депласирано и само по себе зборува за квалитетот на законот. Благодарам.